Почитувани гледачи, добро вечер. Во првата емисија насловена Природата на дар, вечерва ќе поразговараме со Стефан Илиев од Кочани, човек кој веќе 7 години живее во Грција, а она со што се занимава е лековитите својства, поточно она што произлегува од нив, тоа се мелемите. Добро вечер и добро дојдовте во нашата емисија. И за почеток да ве прашаме од каде таа желба да го работите она со што во моментот се занимавате. Добро вечер. Јас сум Стефан Илиев, доаѓам од Кочани за да на еден начин ги образложиме лековитите билки од природата. Човекот е доста не ги познава билките кои се доста добри за човекот и за човечкиот организам. При тоа што билките се најлековитите својства што постојат во природата. Така да имаме доста видови на билки кои се стварно лековити и кои лечат доста тешки болести, кои се неизлечиви и кои ги нема у медицината, а додека во природата тие се достапни за секого. Него луѓето не ги познаваат тие. Ако ги познавале тие, ќе имаат никој пат проблем за самите себе и за своето здравје. Така да на еден начин можеме да ви образложиме сега за една од тие лековити билки која е тоа е копривата. Копривата речи и прочистување на крвта, целокупниот крвен систем на човечиот организам. Вените ги прочистува поготово тие вени што ги имаат луѓето по нозите, кои се гледаат со голо око, а за да не се гледаат со голо око тие, за да не одат луѓето на операции, се прави следниот екстракт од ракија и коприва. Екстрактот кој треба да го направат луѓето треба да биде следното. Се земе стакна тегла од 5 литра и се траже каде има коприва. Од како ќе ја набавите копривата, зимате во горниот дел од копривата, го сечете со макази и го собирате. Од како ќе соберете количина, за да ја наполните теглата, копривата ја земате, ја сечкате као за салата, ја полните копривата, тоа е теглата до врвот. Након тоа зимате ракија која е јака од 55 до 65 степени, ја полните теглата до врвот, ја затварате теглата, ја ставате на темно место да стои 40 дена. Након 40 дена ја отварате теглата, ја промочкувате со дрвено стапче, ја цедите од копривата и пиете секое сабаре од 0,30 до 0,50. Вените, ви уверувам дека со голо око нема да ги видите. Копривата ја лече реумата. Реумата се прави масажа, која масажа е доста ефикасна со мелем кој го подготвувам јас лично, се прави през пиење. Масажа 5 до 10 минути, кога ќе завршите со масажата, ставате од копривата на истиот дел каде сте ја правиле масажата, и добро ја замутувате и со тоа спиете реумата, ви уверувам дека ќе престане за временски интервал од 2 месеци. Имаме што да кажеме и за копривата за овие луѓе кои имаат проблеми со косата, на кои млади деца веќе доста останаа без коса на главата. За да не паѓа косата, ви уверувам да ќе ви дадам еден совет да го направите истото кое ќе биде пожелно од самата коприва, а лекот е следниот. Зимате коприва, наберувате коприва малку поголема количина, ја ставате копривата во ладна вода да остои 24 часа, након 24 часа ја земете истата вода во која стоела копривата ја тргате настрана
и зимате си миете глава со истата вода која е од копривата. Така ви уверувам, ово да го правите од 2 до 3 месеца ќе немате проблеми. Пред тоа што проблемите се за косопасот што се јавува, тоа се гливици кои ја напаѓат косата. Со ова миењето од коприва ви уверувам дека косата ќе ви се подобри, коренот ќе се зголеми и ќе имате добри резултати од оваа билка што ви ја кажа копривата. Копривата го лечи и карциномот. Поради тоа што за карциномот се однаса да луѓе кои имаат карцином на еден начин, тие луѓе и угинуваат црвените крвни зрнца. За да не угинуваат црвените крвни зрнца, ви уверувам, земете коприва, правете салата од неја, правете ручек, правете вечера, правете го целокупниот јеловник од коприва, али копривата повеќе да доминира таа. Ако правите предпоставка со ориз, копривата да доминира. Ако правите со тавче гравче, копривата да доминира. Ви уверувам дека крвните зрнца ќе ви се појачаат и ќе имате доста подобрување. Така да правите го тоа, ви уверувам дека ќе бидете доста благодарни. Исто така, тоа се однася и за леукемијата. И за леукемијата исто паѓаат крвните зрнца, црвените крвни зрнца. Се губат на еден начин. Нека го прават ова исто што го реков со копривата. Нека ги зимат исхраната, нека биде 80% со копривата, додека 20% нека бидат оно јадење кој го правите. Било манџа, било тавче гравче, било салата. Салата по могушност да биде секојдневна. Тога ви уверувам дека ќе имате доста добри резултати од самата коприва. Коприва го спречува и песокот во бубрезите и во бешиката. Пиете чај од коприва, навечер 200 грама, сабаре 200 грама, на гладно, ви уверувам дека никој пат нема да имате камеја во бубрезите и во жолчката. Исто така, копривата е добра за главоболки. Ако ве боли главата, земете чај, пите 2-3 пати у денот, главата ќе ви престане, нема да ве боли. Луѓето по некој пат збораат дека си ладни нозите, си ладни раците, и трпнаат нозите, и трпнаат раците. За да не и трпнат нозите и раците, можат да направат алкохолен концентрат од коприва и ракија, да пијат. Ви уверувам, ради тоа што тие луѓе немат добра циркулација на самиот организам. Ако имат циркулацијата, ви уверувам дека целокупниот дел на ово што се дешава, и трпнењето, и ладните нози дека се на луѓето, не е добра циркулацијата, а со ово ќе има подобрување циркулацијата, дека се нормализира и тие луѓе нема никаков проблем да имаат. Уедно можете да пиете чај од коприва, кој го регулира шеќерот, али да го пиете чајот малку повеќе време, така да имате, ако е шеќерот предпоставка 8, 9, 10, тој за извесно време го намалува, доваѓа од 5, 6, не го дава да иде, копривата не го дава да иде нагоре од 6 нагоре. Така да употребувајте го чајот, тој е доста ефикасен. Копривата е добра и за мошните патишта. Ако имате проблеми со мошните патишта, а повеќе се дешава да имате проблеми кога идете да мокрите, се појавуваат каменчиња во бубрезите, кои треба да испаѓат. Пиете кога го имате тој проблем,
2-3 дена проблемите ќе ги увидите дека ќе се намалат болките, нема да ги имате, а могуче и на еден начин и да го стопи каменот, така да ќе бидете презадоволни од ова. Исто така ги прочистува и сревата. На еден начин ги уништува оние ситни штетници кои се најгаат во цревата, ги анулира, не постојат тие. Исто така може да направите да пиете чај, исклучиво чај, али чајите немојте да ги употребувате на начин да треба наеднашка да го испиете чајот. Чајот се пие, секој чај се пие постепено, за да го има ефектот од ова. Исто така за црниот дроб и за слезината. Го исто употребувате чајот од коприва и го пиете исто за да немате проблеми со црниот дроб и слезината. Исто чајот го потребувате повеќе временски интервал, така да и тој исто така се намалува. Грчеви. Ако се дешават грчеви да спиете прку ноќта, да се будете од грчевите, земете, пиете коприва, ќе немате никој пат, чај од коприва ќе немате никој пат проблеми со грчевите. При тоа што целокупната циркулација не е добра во организмот, и затоа се дешаваат овие работи со грчевите. Исто така чиреви кои имат на желудникот. Пиете го чајот од коприва, али имам јазека мелем кој го приготвувам исто од чаевите, така да се јаде тој мелем, исто така за временски интервал од 3 до 5 дена ги намалува болките, а за 3 месеца до 6 месеци го регулира, ги уништува микробите кои се најгаат во желудникот и обновува служокожата на желудникот. Овие исто така бактерии кои се најгаат во човечкиот организам. Пиете го чајот од коприва, бактериите, ви уверувам, која бактерија да ќе ја уништи. Луѓе кои се пуне организмот со вода на еден начин. Исто така чајот од коприва помага и пиете го исто така чајот, како и претходно што ви реков, бавно го пиете го 5 до 10 минути, ги имате резултатите, оно што го ствара организмот во човечкото тело, за да изфрла водата, и го верувам дека ќе изфрли целокупната вода. Копривата е нешто најсвето што го создала природата. Ви уверувам, употребувајте ја често, копривата ќе имате подобрување скоро за секоја една болест. Така, меѓу сите останати билки има многу од тоа пространство на билки за што да се зборува, а некои од нив лекуваат и многу болести. Еве, јас би споменал дека вие претходно во нашиот разговор споменате дека имате познавање за простатата. Како простатата може да се излечи? Па видите, простатата е на еден начин се зима сусам 1 кило, ленино семе 1 кило, сончегат 1 кило и семки од тиква по 1 кило. Така да можете, ако не можете да ги јаете, тие се сурови, тие ги има во био храната, каде се продава биохрана во продавниците, и зимате од секој по една од овие што ги набројавме, од сончогледот, сусамот, ленинот и семе, и семките од тивка, зимате по една голема лажица и тоа да ви биде за доручак. Како ќе ги земете, не треба да јадете најмалку 2 до 3 сата. Ова простатата ја намалува, не дава да се зголемува и постепено ја уништува. Од простатата има доста ефекти. Има ги повеќе ефекти кои се овие кои се шеќераши. Ако мокраат, предпоставка да стануваат навечер преку ноќта, да се будат да стануваат по 3, 4, 5 пати. Ќе го намалат со сусумот, со леминото себе и семките од тикви, така да нема да се будат и постепено ќе бидат благодарни.
За мокрењето може да се однася и за малите деца кои мокраат навечер, секоја вечер мокраат во своите кревите без да знаат дека се мокрили. Најголемо зло на денешницата е тоа што нема лек за ово мокрење, поготово што се дешава кај децата. Да знаат децата, родителите да иземат на тие деца исто ова што го набројавме, сусамот, сончогледот, лениното семе и семките од тиква, ги дават секој сабајле по една мала лажица, мокрењето ќе престане за временски интервал од 2 до 3 месеца. Тоа не мора, може да бидат и повеќе, нека користат повеќе временски интервал за да го решат проблемот со ово зло што го имаат малите деца. Има случаи кога брачни парови се случува да мократ. Па токму така, дешавало се повеќе пати, пошто сум во Грција, имаше многу брачни парови, вика Стефане, јас проблеми имам со мојата сопруга која се уште мокри, дали имате нешто за тоа лек? Викам, секако, имам доста познавање за овие работи, земете го сусамот, земете го сончогледот, лениното себе и семките од тикви, можете да го смените, може да не го смените и да го давате вашето сопруга да зима за доручок од сите овие артикли кои набројав, тогаш мокрењето ќе сопре. Од како ја го кажав тоа, кога се вратија другата година, ми донесе добар бакшиш, ради тоа што стварно го имало ефектот од овие зрна кои ги набројав претходно. Ова е практично добар совет и за оние млади родители кои што имаат проблеми со децата, се разбира, кои што мократ во нивниот кревет. Ние ќе продолжиме понатаму и со останати болести кои што се лекуваат со помош на лековитите својства на билките. Една од тие е псоријазот. Толку што ќе им Па видите, псоријазот е најтешка кожна болест која тешко се лечи. На еден начин таа се добива се од стресови само. Највеќе стресови кога имаат, али луѓето треба на еден начин стресовите може да ги избегаваат на многу начини. Кога се десе нешто за стрес да го има, може да земат, да слушат музика, да на еден начин, ако треба, со некого да се расправаат. Тие се многу чувствителни луѓе кои ја добиваат псоријазата. Така да, они ако некој нешто им направи на нив, они го тоа фаќаат, драматично го сваќаат. А дека тие се добри луѓе и не сакат на никој ништо да ги повредат и да ги направат. Со ово ви уверувам дека за псоријазата има 100% лек. Тоа е лекот кој е мелем, кој го произведувам јазика. Исто така има ги чаеви, кои чаеви треба да се пијат секоја вечер по 200 грама и усавајане по 200 грама. Тоа е мајчината душица, жалвијата и кантарионот. Нека узимат овај напиток, нека пијат секој вечер и секој савајане и со поддршка на овај мелем кој го јас правам лично, ви уверувам дека сигурно псоријазата ќе нестане. Така, од малку попознатите болести кои што исто така е на кожата е витилигот. Се јавува на одредени делови од гениталиите, ги има на некои специфични места, лекот може би и без пари. Па видите да ви кажам, за витилигото во Македонија нема лекови, а додека на запад го има лекот за витилигот. Витилигото е скоро потешка кожна болест дури и од псоријазата. Али во Грција го има лекот, ќе го кажам на луѓето, нека си го побарат од таму, тоа лек се вика Протопик 01 за деца, а Протопик 03 е за возрастни луѓе. Ви уверувам, тоа е мелем кој се мачка навечер, се мачка и сабајан. Тоа да го прави еден месец, витилигото нема да постои. Ви уверувам и ви укажувам секој да го направи тоа, да не ги штедите пари, тие са пари негде 35 евра е една тубишка и 100 ќе се дизикуваат сигурно. Поради тоа што луѓе има кои идат дури за Куба по овој лек. Па од таму не се нашли лек, а додека со ово имам искуство и го кажа еден србин и го јас пренесувам на луѓе кои имаат витилиго и на еден начин
скоро сите се излечени од оваа кожна болест. Така, да се навратиме повторно на билките, камилицата е едно исто такво растение кое што има многу лековити својства. Па камилицата видите вака, камилицата е нешто најсветло што може да биде. Камилицата го потребуваат од најмалата возраст до најстарата возраст. На еден начин. Јас од камилицата правам мелеми, кои мелеми 100% ги лечи акните и бубулиците кои се наѓаат по лицето на младиот кадар од деца кои се до 18 години, при тоа тие се повеќе се на еден начин бубулите се сигурно некој нарушување на Тоа е многу силна крвта на тие деца и због тоа се дешава да изфрлуваат. Крвта треба негде на еден начин да се го покажува своето на еден начин. Тие се веćinom се што се пубертет деца. Така да со ово ви уверувам дека бубулиците ќе нестанат за урок од 2 месеца, нема да ги има и нема да постојат. Така, едно од најголемите причинители на оно што предизвикува гадење мачнини е желудникот како човечки орган. Сигурно има луѓе кои што имаат проблеми и би сакале да знаат како да ги облажат, кои билки може да помогнат во облажувањето на болките. Па видите, за желудникот имаме доста лекови, еден од тие е и лекот, овој мелемот што го правам јазика, тој се јаде. Так. За временски интервал од 7 до 10 дена престануваат болките во желудникот, а додека за 3 месеца до 6 и обновува служокожата на желудникот. Со ова луѓе кои имат проблеми со желудникот, нека се јават кај мене, ќе ги помогнам за да го решат тој проблем, да го немаат никој пат. Желудникот е највеќе се оштетува желудникот за при исхрана, при доста работи има кои го оштетуваат желудникот. Со овој мелем ви уверувам дека престануваат болките во желудникот. Така, акните се левите израсло пред малку спомнавме, а исто така и брадавиците не се помалку важни за оние кои што имаат проблем со нив. Како се лечат? Па брадавиците има доста што се лечат на повеќе билки. Тоа е ајдучката трава и кантарионот. Се зима цветот од ајдучката трава, се зима цветот од кантарионот. Се става во една тегла од 2 литра и се наполнува со цвет теглата до горе. Се наполнува до горе со цветот и после тоа зимаме маслиново улје кое го сипаме до горека, ја затвараме добро теглата и ја ставиме на темно место да стои 40 дена. А пред да ја ставиме на темно место, после 40 дена ја завршуваме, ја вадиме теглата повторно и пак ја затвараме, ја промучкуваме добро, ја ставиме на огин да врие 2 сата. Откако ќе завршат 2 сата, али ја ставиме да врие како компот. Како компотот што се прави, да врие 2 сата и након тоа ја употребуваме за понатамошна употреба. По колкава доза се? Па дозата дневно треба се премачкува најмалку 3 до 5 пати, тога тие исчезнуваат, ги нема. Желудникот рековме дека е важен орган, меѓутоа уште поважен орган е и се и белите дробови. Астмата и бронхитисот се едни од заболувањата кои што се поврзани со овој витален орган на човекот. Како тука да се справат на многу ефикасен начин оние кои што имаат потешкоти? Па видите, астмата и бронхитот се излекува со чаеви, кој е кантерионот, мајчината дужица и жалфијата. Кога ги набавиме овие 3 билки, зијаме, правиме чаеви од нив, пиеме секој сабајле сабајле се напиеме по 200 грама, али пиењето да биде на еден начин
оно голтка по голтка, да не биде на еднашка. И имаме мелемот кој го исто ја подготвувам, мелемот се употребува само за навечер, се става на градите од мелемот, се става една мушама, така се спие за временски интервал од 3 до 6 месеци. Ако дете се деси да е на пумпица или возрастен се деси да е на пумпицата може да ја фрли и да нема никаков проблем. Така. Зимниот период е време кога има многу заболувања од типот на грип и слични заболувања, меѓутоа и синусите не се ништо помалку опасни за човековото здравје. Па видите сега, за синусите може да се каже дека најголемите болки што се дешаваат преку синусниот дел. Така да за синусите има го мелемот, кој мелем се прави 5 минути се прави на челниот дел масажа, 5 минути се прави масажа на носниот дел. Да ви покажам како тоа треба да биде. На челниот дел се прави 5 минути, 5 минути со палците се прави на тој дел. Од како ќе завршите со масажата, нанесувате еден слој од мелемот на челото, ставате една мушама и со тоа спиете. Тоа го правите 3 до 6 месеца, синусите нема да постојат. Ви уверувам во ово што ви го кажувам. Така, значи, до сега слушнаме многу интересни совети од ваша страна. Долг е списокот на растенијата, поточно на оние состојки кои што природата ги дава, кои што можат лековите да се употребат во било каква сфрха. Значи, може би да поразговараме и за шекер во крвта, нешто кое што го имаат како проблем поголем дел од граѓани. Да не кажете. Па видите, шекерот е болест на денешницата. Таа е највеќе распространена, тој не бира дали ги се тоа млади луѓе или стари луѓе. Така да за шекерот има позитивни работи кои се тој не се лече, него се залечува, за да не се употребуваат таблети на еден начин. Да луѓето си пијат чаеви, да го држават на еден начин шекерот, ќе бидат доста среќни. А вака ако потребуваат често таблети, со таблети се, кажав ми порано дека од таблети се нарушува и желудникот. Така, се ограничуваат на еден начин. Така, тоа е лавандата, која е доста распространета и која има највеќе на морињата и на океаните. Али лавандата да сватите дека не е една билка, да е зборот само лавандата, него тоа се 45 врсти на билки. Така луѓето да не се многу залажуваат на еден начин, за да се каже дека лаванда и од лавандата поминува шекерот. Лавандата ја има кај нас, али има многу умали количини, а дека на морињата и на океаните има огромни количини. Таа не е само за една употреба. Не ја користат у више намени лавандата. Таа ја користат во лекарските индустрии и за други повеќе намени. Јас ќе ви го кажам лекот за лавандата, ова е која има у мали количини кај нас, а истата ја има и на морињата. Пошто јас сум во Грција, од таму ја донесувам и на луѓето и помагам и давам и така тие се задоволни, не задоволни, него презадоволни. Поштовани гледачи, ова беше само прв дел од емисијата Природата на дар. Со втората емисија продолжуваме наредната недела. Останете со нас и проследете го остатокот од програмата на Д1 телевизија.